Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Ајде сега ве носам со мене во пештерата. Конечно најдов малку време за да поработам во пештерата, иначе да објаснам за тие што не ме следат. Во близината на моето еколошко село, па не толку во близината, околу 1 сат пешачење од моето еколошко село, има една мала пештера, која што ја средувам за живење, и веќе помалку време не сум бил со месеци во пештерата, да подсредам, да поработам малку. Се ја одложувам, затоа што имам многу работи, тоа ми е еколошкото село, животните ми се тука, кутрињата, одам наоколу, истражувам, снимам и така натаму. И немам време за пештерата и ја запоставив некако. Меѓутоа овие денови ја мислам и сега се решив да одам во пештерата, да однесам еден прозор до таму. Ќе пробам и да го вградам. Неплански ми е сето, меѓутоа сега ќе го однесам прозорот, ќе се најде таму, затоа што го затворам едниот дел, па ми се потребни повеќе прозори. И малце по малце си носам. Па така, ајде да одиме на кај пештерата, да видиме што се случува и да поработиме малку. Ајде одиме. Не знам за вас, а мене ова поле ме асоцира на слобода. Па ајде да отвориме и таа тема, односно да видиме што е тоа за вас слобода. Како што видовте, за мене е слобода оваа ливада, да можам да трчам по неа, да се тркалам, да седам, да уживам. За мене е тоа слобода, да можам да се движам неограничено, да бидам во природа и слично. Меѓутоа, ајде кажете што е за вас слобода. За некои знам, слобода е како имаат многу пари, па викаат дека се слободни. За некои колата е слобода, не знам, за некои живењето сам е слобода. Па баш ме интересира што е за вас слобода и дали воопшто може да ја дефинираме, затоа како што гледаме има многу различни слободи. Значи испаја дека нема само една слобода, односно универзална слобода, туку испаја дека има стотици слободи и испаја дека на некој начин тоа што ни недостасува, тоа е слобода според мене. Или тоа што ни го олеснува животот, не прави да се чувствуваме убаво. Не знам. Цел живот слушам за слобода и како минат годините, сваќам дека нема една универзална слобода. Има слободи на одреден човек или патот на секој еден човек е кон својата индивидуална слобода. Ето така малце ја чепнав таа тема. Па пишете ми во коментари што е за вас слобода.
интересна тема. Ако сте трагачи, тога сигурно ќе ви интересира и таа тема. Ајде сега одиме некај пештерата, да видиме што се случува со тоа мое живеалиште. Сакал да апелирам доколку шедате во природа, бидете внимателни и доколку наидете на животинче, влекач или слично, едноставно си го оставите. Да си оди каде што си оди, да не го задевате и да се оддалечите од тоа место. Тоа е најбезбедниот начин на справување со влекачи и слично. Значи да не ја тормозите, да не ја мавате, да не ја нервирате, едноставно се оддалечувате од тоа место и тоа е тоа. А еве и како е внатре пештерчето, односно собичето, тоа е едно мало собиче од 12 до 15 квадрата и изгледа како некој да има живеено таму, затоа што има издлабено, како што гледате на зидовите, како долапчиња. И најкул работа е тоа што има направено и оджак внатре. Дали е природно, дали е вештачки, сами одлучете, меѓутоа овој оджак испаѓа горе на површината, што е супер. А ете го и влезот напред на пештерата, па има мало ходниче, па моето собиче кое што го правам. Џамот е преширок. Сега имам опција или да ги кршам карпите, што е многу работа, или да најдам потенок прозор. Мислам дека е полесно да најдам потенок прозор и нареден пат да го наместам. Тоа е тоа. Ете, тука би го завршил видеото. За жал, ова мисија не беше успешна, прозорот беше премногу широк. За жал, јас мислев дека отворот е премногу голем, меѓутоа сгрешив. Секако не е зијан, прозорот ќе се најде тука, ќе се намести некаде, веќе го донесов. Останува за нареден пат да донесам помал прозор, да го намонтирам и да почнам да средувам внатре собичката и што ќе бидам веќе уште еден чекор кон создавање на идеално живеалиште за мене. Тоа е тоа. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео, што се дружевте со мене. Не заборавајте да пишете во коментари што е за вас слобода. Јас седам туку уште малку да уживам во овој мир и спокој и се враќам назад во екоселото, а вие останете ми во добро, во здравје и се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!